Црвениот крст на Република Македонија и Институтот за трансфузиона медицина се одговорни за крводарителството во нашата држава. Тоа значи дека едните од Црвениот крст ги организира акциите, а Институтот за трансфузиона медицина е одговорен понатаму за преработка на крвта и крвта да стигне таму кај што треба. Нормално во целиот овој процес крводарителите се важен сегмент. Тоа значи дека нивните крводарувања се евидентираат во Црвениот крст и се евидентираат во Институтот за трансфузиона медицина. До пред неколку години заеднички го правевме тоа како евиденција и база на податоци, но меѓутоа од пред 4 години се воведе посебен систем електронски во Институтот за трансфузиона медицина, каде што се евидентираат нивните крводарувања. До 10-тото крводарување истите податоци одат и во Фондот за здравство. Така да сите оние кои што имаат дарувано до 10 пати, нивните крводарувања се евидентирани во Фондот за здравство, заради тоа што крводарителите кои што имаат дарувано 10 пати крв се ослободени од партиципација при здравственото лекување. Овој систем секако треба да се унапреди. Значи, одговорот на прашањето каде крводарителите да се обратат за да знаат колку пати дарувале крв, во колку не ги поседуваат оние книжки кои што се издаваат при крводарување, да се обратат во општинската организација на Црвен крст, во општината каде што живеат или во Институтот за трансфузиона медицина. Јас искрено се надевам дека ова во брзо време ќе биде многу поуспешно средено, заради тоа што навистина се соочуваме со проблем, заради тоа што имаме дарители кои што живеат во една општина, даруваат на друго место, па сите тоа е малце комплицирано да се следи. Генерално, значи, двете организации сме одговорни за тоа што значи евидентирање на крводарувањето.